Во Русија, ако некого го чеша десното око, ќе има среќна случка. Ако го чеша левото, тоа е несреќа. Кога се има интервју за работа, или испит, тест на факултет или училиште, ако се намести наутро креветот или ако се облече нешто ново, се смета за многу лоша среќа. Огледувањето во скршено огледало во Русија носи несреќа, а во истото веруваат и во Македонија, во Америка и на други места. Во Германија пак, ако наутро некој помине помеѓу две стари жени, остатокот од денот се ќе му оди наопаку. Ако во Македонија петок 13 се смета за баксузен ден, во Шпанија тоа е вторник 13. Ако во Италија несреќен е бројот 17, во Кина тоа е бројот 4. Суеверието е верување во надприродни дејствија, поточно верување дека некој настан е причина што води до појава на друг, без при тоа да има рационален процес или физички објаснива врска помеѓу тие два настани. Оваа епизода ќе се обиде да направи своевидно откривање на една огромна мистерија, за уште еден важен сегмент присутен во кинеската реалност – верувањата. Се чини од самото создавање на државата, верувањата во Кина се доста присутни. Тие се дел од културата, минатото, традицијата, присутни во колективната меморија на кинескиот народ. Во годините на развој, науката во многу сегменти го подобрила живеењето на луѓето. Но чувството на несигурност и покрај сите знаење умешности останува. И тука свое место заземаат верувањата. Кина е земја во која верувањата се важни. Веруваат во бои, во символи, во знаци, во бројки и во животни. Веруваат во се што може да го намали чувството на несигурност и да ја зголеми вербата. Ова е емисија посветена токму на нив. Елена, долги години вашата домашна адреса била кинеска. Со какви нови навики и обичаи се вративте овде на вашата домашна скопска или македонска адреса? Па со голем број, искрено кажано, кога ќе поминете еден таков долг период, ќе научите, ќе видите и неприметно ќе усвоите многу навики кои кога ќе се вратите дома, луѓето ви ги забележуваат. Така што најглавната навика е секогаш поврзана со јадењето, бидејќи во Кина постои еден култ кон храната. И бидејќи пристапот е холистички, значи храната не се сваќа како во европските земји како хедонистичко задоволство, него се сваќа како нешто што е неопходен дел во секојдневниот живот за одржување на здравјето, така што оттаму јас ги усвоив навиките секој ден во точно одредено време да се јаде. Значи сабајле се јаде во 7 сат, попладне помеѓу 11 и пол и 12 и пол и навечер во 6, тие времиња се свети. Во Кина каде да се јавите, да речеме за време на пауза на ручек, никој нема да ви одговори во институции, во компании. Да речеме дозволено и малку дремнување, нели, после храната, а меѓутоа се е тоа дел од културата и со цел да се зачува здравјето, дури и кај нив поздрав сабајле и попладне е после завршување на ручекот е јаден ли си или јадена ли си. Значи не е добар ден, добро утро, него јаден си или јадена. Си се разбира, исто има култ кон топлата вода. Јас од кога се вратив од Кина веќе никогаш ладна вода не пијам, бидејќи во Кина се смета дека лек за се е жешката вода. И кога ќе му понудите на некој кинес ладна вода, тоа е како да му кажувате разболете се. Имавме доста случаи, нашиот претходен директор кога дојде во Македонија, дојде во лето, па му понудија ладна вода, па јадниот беше болен уште една недела. Исто така навиките поврзани со броевите, нели, броевите во Кина се многу важни, така што се уште јас и овдека го избегнувам бројот 4, ако купам мобилен број и во бројот има 4, јас веднаш го менувам со надежда дека ќе добијам 8 или 6 или 9 во бројката за да имам среќа. Магијата на броевите е од голема важност во Кина. Среќниот број е 8, а несреќниот е 4. Соодветно на тоа, бројот 8 се користи што е можно почесто, а 4 се игнорира, до степен до кој тие не го ставаат во бројот на улици, станови, броеви на автомобили. Другите лоши броеви се 1, кој при изговорот значи осаменост, и бројот 7.
Бројот 4 има сличен изговор со зборот смрт, а бројот 8 со среќа и благосостојба. Па така во Кина, бројот 8 се смета за најсреќен број. Улиците, куќите, становите, регистарските таблички, кои што го содржат овој број, се секогаш многу посакувани и кинезите се подготвени да платат и повисока цена за нив. Дали се сеќавате на Олимписките игри во Пекинг и нивното свечено отварање? Не случајно почетокот на истите беше во 20 часот и 8 минути на 8 август 2008 година, односно 08.08.2008. Игрите започнати во овој момент требаше да донесат среќа. Кинезите многу сериозно ги сваќаат нумеричките суеверија. За среќни се сметаат и броевите 2, 6 и 9. Наспроти бројот 8, бројот 4 со изговор смрт се избегнува дотаму што во некои згради лифтот нема ниту копчиња со 4, 14 или 24 кат. И наместо тоа се напишани броевите 66, 69 и 99, или пак целосно недостасуваат. Бројот 8 е среќен број. Црвената, жолтата и зелената боја се бои на радост и успех. На бракот му аминуваат хороскопските знаци. Ова се само мал дел од многобројните кинески верувања, за кои што Елена има информации од прва рака, затоа што неколку години со ред адресата на живење била во Кина. И точно знае што значи буквално да живееш според кинеските верувања кои што таму се на секој чекор. Ова е нејзината приказна. Пред да заминам во Кина да студирам, неколку години посетував приватни часови по кинески јазик кај професорката Чен Шиин, која е првата професорка по кинески во Македонија, која го има донесено кинескиот јазик во 80-тите, и исто така Тај Чи Чуанот. И незините часови беа неверојатно од голема помош, затоа што освен јазикот учевме и за културата и за начинот на живење, така што ми беше една многу добра подготовка кога замина во Кина, не доживеав таков голем културен шок. Меѓутоа се разбира, има голем период на привикнување од храната до воздухот, до водата, до начинот на живење во сите аспекти. Меѓутоа мене ми беше лесно затоа што го имав тој прв чекор и се ново го прифаќав како нешто позитивно кога сте млад, кога одите на една таква голема авантура, сите новини, сакате нешто поразлично од дома и не ви преспоставуваат тешкотија. Кина е една земја која што има веројатно најмногу суеверија, односно верувања. Како се навикнувавте на нив? Како ги дочекавте? Како гледавте на тие суеверија кои што ги има во Кина? Убавината на Кина е што навистина кинескиот народ негува еден многу убав обичај да е неверојатно толерантен и прифатлив кон странците. Значи, јас прво студирав, потоа работев и на кампусот имавме неверојатна голема заедница, каде што професорите, соучениците од Кина нас не прифатија и кога, да речеме, ќе направите еден културен гаф, тие, бидејќи во Кина многу се внимава да не изгубите образ, односно да не ве посрамотат, па ќе ви посочат дека нешто сте направиле погрешно. Например, ако за нечи роден ден им подарите чадор, сан, кој е хомоним со зборот за разделување сан, или ако некому подарите чевли, шие исто е хомоним со шие, што значи демонско, лошо, па ако да речеме еден дечко и подари на девојка чевли, тоа значи сака да раскине и така натаму ред други, секако тоа ќе го направите, или кога сите заедно јадеме во чинивчето со ориз, ако стапчињата ги боцнете, тоа само се прави во обреди за погреб, значи е страшно навредливо и тие така еден убав, пријатен начин ќе ве потсетат дека тоа не е така, никогаш јавно да ве посрамота, така што тој, да речеме, таа транзиција лесна, не е страшна.
И македонците се суеверни, меѓутоа во некаква одредена мера. Еве на пример кај нас нели се подарува часовник на колега кој што заминува во пензија со желба и идеја дека еве сега ќе има малку повеќе време за себе, за фамилијата, за некакво хоби. Меѓутоа во Кина тоа има сосема поинако значење. Ви се случило ли на вас некоја таква слична анегдота? Па да, еве како што спомнам, голем број на такви анегдоти се случуваат, затоа што ова што го споменавте со часовникот е поврзано лингвистички, значи со јазикот. Така што се разбира, јас кога подарувам сакам да ги завиткам во бело или со црна машна, тоа е исто големо табу, затоа што тие бои се поврзани со погребални обреди, да речеме ми се случило погрешното цвеќе. Исто како и кај нас, нели, треба да внимавате каде, какво цвеќе подарувате. И тука имам направено гафови кај нас, нели, ние подаруваме чоколади кога одиме кај некој постар, кафе и бомбонjera. Во Кина нити пијат кафе, нити пак чоколадото, особено постарите, чоколадото воопшто не го сакаат, им е сосема нешто страно. Таму се носи овошје, се носи, да речеме, витамински суплементи и така натаму. Така што се случува, тие ќе го прифатат подарокот, ќе се насмеат, меѓутоа потоа, мислам, ќе ви се насмеат најљубезно, потоа ќе ви посочат дека сте направиле еден гаф и ќе научите, па ќе ви остане како убава анегдота понатаму да ја раскажувате. Кина безсомнено е една од најразвиените земји, многу сериозно вложува и во технологија и во многу други напредоци. Колку новите генерации се враќаат на овие суеверии, колку им се лојални на нив, колку веруваат во тоа? Вака, значи, овие обичаи, верувања се проткаени во делот, во системот на верување кој секојдневно вие го живеете во една култура, во една нација. Така што се разбира дека се дел од нивниот живот. Нормално дека како сите млади луѓе и како кај нас секогаш постои бунтување. Да речеме, топлата вода што ја спомена во Кина е како една узречица кога имате било каков проблем, ве боли глава, нешто не ви е во ред, напи се топла вода, се ќе биде во ред. И сега нормално вие како млад човек знаете да се бунтувате против тоа. Ми треба некое друго решение. Така што нормално, меѓутоа како одат годините, се разбира тие обичаи се прифаќаат затоа што се дел од културата и младите сите тие верувања па и некако убаво се транзитираат и во новата технологија. Например, сега со мобилните телефони во Кина е модерно кога некому праќате текст да нумерички да го направите тоа, да речеме има многу изрази. Лајни, да речеме те сакаме 520. Да речеме ние нели го користиме чао како сленг за доведување, они го имаат усвоено бај-бај. И затоа што звучи бај-бај како 88 баба. Значи ќе ви напише некој 88 чао. Чисовола, значи леле колку сум изнервиран, е 7451. И така што тие да речеме обичаи, узречици си наоѓаат некој свој приклоп во модерната технологија или за време на сите главни празници, особено за кинеската нова година, се подаруваат возрастните на децата или на жените во семејството, а возрастните деца па на своите постари родители им поклонуваат црвени пликоа со пари. Внатре парите мора да се одреден број и треба да се нови. И сега со модерната технологија луѓе знаат да има апликација да си праќаат по електронски на WeChat, кој е кинескиот Facebook и Twitter во едно, така што технологијата има прекрасен начин да се адаптира на традицијата. Во кинеската култура белата и црната боја се поврзани со тага и загуба и затоа се сметаат за несрекни. Црната боја никогаш не се носела на посебни прилики и церемонии, а луѓето избегнуваат да ги уредуваат своите домови во црна боја, бидејќи оваа боја наликува на црна кал, а таа символизира зло, несреќа и тага. Иако белата боја се смета за лош символ, таа истовремено ја символизира осветленоста и чистотата, бидејќи е бојата на мајчиното млеко. Денес се повеќе кинези го прифаќаат западниот обичај да носат бела венчаница. Во Кина нема подобра боја од црвената за да привлече среќа. Тоа е бојата на знамето.
За свадби или празници и разни свечености ќе забележите црвено речиси насекаде. Особено за време на пролетниот фестивал. На децата им се дава црвен плик полн со пари, како символ на присуство на среќа. Бидејќи е боја на крв, црвената боја е поврзана со животот. На традиционалната кинеска свадбена церемонија, невестата често носи црвен фустан. Кога сме кај браковите и тие љубовни релации, постои една цела субкултура која е многу длабоко поврзана со кинескиот хороскоп. Значи, јас не можам сега да ви кажам колкав е процентот и како влијае на секој поединечен иден брачен пар, меѓутоа со целосна одговорност ви тврдам дека се многу важни, затоа што јас сум била сведок на свадби, припреми на свадби, каде што се паѓало во несвест поврзани со тие работи. Значи, во Кина, особено родителите на младиот брачен пар обрнуваат посебно внимание на хороскопската компатибилност на двајцата идни сопружници, а тоа е поврзано уште од нивното раѓање. Во Кина само сиромашните луѓе даваат име на своето дете, бидејќи секој во Кина, секој кинеско име има значење. Не е како во Македонија, нели ние именуваме по дедовци или кое е модерно име. Таму точно се знае зошто вашето име е со значење и поради што. Значи, кога ќе се роди едно дете, тие професионални гатачки кои користат посебни шеми и така натаму пресметуваат. Например, ако сте родени вие во годината на огнениот змеј, значи вам ви фалат останатите елементи, значи вода, земја, метал, дрво. Значи треба да ви се даде некое име кое, да речеме, лотус или некој цвет кој има, нели, содржи во себе и малце земја и вода и така натаму. Сега кога ќе пораснете, кога ќе барате животен партнер, се бара партнерот, нели, не само да му е компатибилен знакот, него исто и елементите. Значи, ако ви имате многу оган, тој не треба да има оган, треба да има земја, дрво и така натаму. И тука се водат сериозни дебати. Јас сум имала и така неврзани моабити со мои пријатели, познаници, кога ќе раскинат или ќе се разведат, па што беше причината? Па причината беше ова. Меѓутоа, јас без змеј, тој беше куче, беше неминовно. Слично како и во западниот свет, нели, тој беше јарец, јас бев бик и така натаму. Така што, меѓутоа, во подготовките е особено важно. И толку многу важно што гатачката не само пресметува компатибилноста, него и на кој датум треба да се одржи свадбата, за да почне заедничкиот живот среќно. Еве повторно мој пример, моја добра другарка, јас бев и деверуша на таа свадба, се одржа во Кајфан, кој е еден од 8-те древни престолнини во Кина. Значи, откривме година дена пред свадбата дека на тој датум, кој таа година беше најсреќен за брак, сите хотели и сите ресторани беа букирани. Джинг, мојата драга пријателка, буквално 2 недели беше болна, еве ќе речете млад човек. Значи, од кревете 2 ја изболивме, па потоа се најде некој друг датум, беше прекрасна свадбата и меѓутоа по 10 години се разведува, па може би тие гатачки се во прав. Елена, од оваа дистанца, кога раскажуваме за тие суеверија и верувања во Кина, важни се бројките, важни се животните, важен е хороскопот, важна е бојата. Се тоа звучи интересно и е интересно да го познаваш и да го знаеш, меѓутоа како изгледа на терен, колку е тоа напорно да внимаваш на боја, да внимаваш на бројка, да внимаваш на хороскопски знак? Па, добро, тоа е напорно, или ако колку значење му давате, толку ви е и важно. Значи, ако го консултирате хороскопот при донесување на важни одлуки, се разбира дека е тоа напорно и дополнително бреме. Во Кина е многу развиена земја, значи втора економија во светот, сите најнови технолошки напредни пронајдоци се таму, така што таму брз животот. Овие обичаи се
се нагласуваат за време на празниците. Значи, тогаш е нагласено боите, да речеме, овие случувања што ги опишав. Така што, меѓутоа, толку се навикнати и од деца во тоа воспитани, така што не мислам дека им представува некоја посебен терет, меѓутоа, често пати кога ќе се најдете или ќе се најдат во некоја тешка ситуација и дилема, па се обраќате на тоа, да речеме не ми оди во љубовта, па според фeng шуй, може би треба, ако сте, нели, девојка, да ми биде собата розева. Не ми оди во работата, може би треба, нели, според принципите на фeng шуй да го сменам просторот или да ставам повеќе зелена боја за да привлечам пари. Значи во тој аспект тука се користат. Темата за суеверие и прифаќање во Кина е неверојатно сложена. Секоја провинција, град и куќа има своји верувања кои се пренесуваат во семејството. Во Кина има 56 етнички групи, од кои секоја има свој уникатен живот, обичаи и верувања. Затоа, не е можно да се соберат сите верувања на кинезите. Дел од верувањата ја губат својата важност заради брзиот развој на технологијата и начинот на живот. Историјата на Кина низ годините има акумулирано многу народни легенди и верувања. Ова се дел од нив. На силен ветер за време на громотевици не можете гласно да зборувате. Можете да го налутите врховното божество. Тогаш лицето ќе се соочи со здравствени проблеми. По свршувачката не можете да правите свадба во следните 6 месеци. Пред да ви дојдат гости не смеете да го миете подот. Тоа значи дека гостите не се добре дојдени. Кога посетувате пациент во болницата, не можете да подадете круша. На кинески јазик, крушата е согласка со зборот разделба. Луѓето со исто презиме не можат да стапат во брак. Не можете да покажете прст кон некоја личност, особено малиот прст. Ова е демонстрација на презиран однос кон некоја личност. Огледало не треба да се поставува спротив влезната врата од куќата, привлекува зли духови и носи несреќа во куќата. Доколку видите стоногалка во домот, тоа значи голема среќа. На првиот ден од новата година не треба да ја чешлате косата, да го чистите домот или да позајмувате пари. Тоа ќе доведе до лоша среќа во новата година. Омажената ќерка не смее да ги посети родителите на првиот ден од новата година. Тоа би значело сиромаштија за целото семејство. Првиот ден не се пере, бидејќи се смета дека е роден ден на духот на водата. Затоа, водата треба што помалку да се користи на овој ден. Разликата во возраста на двата партнери кои ќе стапат во брак не треба да надминува 6 години. Во спротивно, бракот ќе биде несреќен. Кога подарувате подароци во Кина, многу е важно да не подарите часовник на никого. Подарувањето на часовник би значело збогување. Кинезите имаат богат и сложен јазик, на кој на хиероглифите им се припишуваат посебни магични сили. Неправилното пишување или комбинација на кинески знаци може да предизвика неуспех. Забраната за поседување на две кучиња е само еден пример што јасно го демонстрира ова. На подостапен начин, да имате две кучиња значи дека во куќата има две усти за кои е потребна храна. Комбинацијата на хиероглифи за уста и куче го формира глаголот плач. Затоа, кинезите сметаат дека две кучиња во иста куќа се лош знак, бидејќи тие можат да донесат тага и солзи во семејството. Суеверието во Кина се протега буквално на се и се провлекува во сите области на животот. Кинезите обожаваат многу богови, од кои секој има посебна моќ и помага во нешто конкретно. Здравје, богатство, божествен благослов, долг живот, добар пат или знаење. Во технолошки напредна ера, како што е оваа во која што живееме, неверојатна е послушноста на луѓето кон верувањата. И тоа е само затоа што тие ни се во гените. Барем така велат научниците. Но кога Владко Стефановски пее "Чукни во дрво, чукни 3 пати", не е тоа вродена, туку научена реакција. А ако истата навистина носи среќа, нека чукаме. Толку за верувањата во оваа епизода на Нихао.